Интензивно се работи на поврзување на новата водоводна мрежа во Штип. Во текот на денот постепено ќе се нормализира водоснабдувањето во одредени населени места кои од утринава немаат вода за пиење. Директорот Кирил Зајков од лице место посочи дека активностите се одвиваат во најдобар ред. Првата вода да не се користи за пиење, а утре веќе ќе се направат и анализи за квалитетот на истата. Се наоѓаме на лице место или онаму каде што една од 4 екипи кои вршат поврзување на новата линија, која најавивме во вчерашниот ден, екипи на ЈПИСАР и на приватниот изведувач работат од ранните утрински часови. За сега работи се одвиваат во најдобар тек и се надеваме дека во 2 часот дел од градот ќе почне да биде со водоснабдување нормализиран. Водата може да се користи, меѓутоа како препорака, бидејќи станува збор за комплетно нова линија во должина од 1 километар, додека не помине онаа прва вода, препорачуваме до граѓаните да не ја користат за пиење. Дополнително ние како јавно предпријатие и тимовите од хигиенски завод ќе извршиме дополнително и интервентно мустрирање на целата вода во овие населби и во текот на утрешниот ден ќе излеземе се надевам со соодветни мостри дека водата е бактериолошки хемиски исправна за пиење. Со новата водоводна линија се очекува дефектите да бидат минато и да се нормализира водоснабдувањето во сите населени места во градот. Дополнително се работи на директно поврзување на населбата Баби со резервоарот на јавното предпријатие ИСАР, со што во оваа населба вода за пиење ќе се добива од 2 крака. Самиот факт дека станува збор за нова водоводна линија, очекуваме дека дефеците кои во минатото беа секојдневна честа појава на оваа делница, дека ќе завршат и ќе поминат во историја. Дополнително оно што го работиме исто така е директно поврзување на селбата Баби со резервоарот на јавното предпријатие ИСАР или населбата Баби ќе се снабдува вода од 2 крака и тоа ќе значи целосно нормализирање и стабилизирање на населбата Баби како населба која ќе добива вода од 2 места. Во оваа прилика Зајков повика на трпение и разбирање од страна на граѓаните, бидејќи се работи на проекти со кои ќе се решат проблемите стари со години. Можни се несакани појави, вели тој, но додава дека засега се прават сите напори поврзувањето да биде завршено согласно планираното.